представниците на Обединетите нации со свој очи видоа македонско малцинство во Грција постои. Вако е сведоштвото на представниците на Виножито и на жителите на Левинско и Воденско по средбата со независните експерти за човекови права Геј Макдугал и Грахам Фокс по нивната прва посета на Грција и средбата со македонското малцинство. Проблемите со оспорувањето на идентитетот, со образувањето на мајчиниот јазик, нерегистрација на културните здруженија, се само дел од она што македонците во Грција го ставиле на маса пред странските представници. Се гледа, се отсликува, што ние го познаваме и добро грчкав јазик, колку уназадена политичка идеологија е владеаната идеологија во една држава, земја членка на Европска унија, што за жал не може никако да ја отвори очите и да гледа напред. Не ќе биде веќе лесно да се скрие и да се покрива од било која официјална грчка политика кога зборуваме за правата на малцинството. Дефицитот на демократија, како што ја нарекува Воскопулос ситуацијата на односот на грчките власти кон малцинствата, се надева дека во наредните години ќе стане минато. Во март, пролет, идната година, се надевам ќе биде многу интересен извештај за состојбата во Грција и непочитувањето не само на македонското малцинство, дури и со други малцинства што имат проблеми, од турците па до ромите, што навистина се дискриминирани во оваа држава. Еве ги печатоците на некои од жителите од Левинско и околината за првата посета на високата делегација од Обединетите нации. Големо чудо, владат од Обединетите нации и за работа. Од тоа многу народи е на маче. Не знам ако се смени или не се смени, оти е многу тешко да се смени историјата the last decade. It's one step forward. Ќе има некој успех и тоа не гледа одма. Ама тоа иде полека, борбата е тешка и долга. За 10 дена Виножито најавува средби и со представници на Комисијата на Советот на Европа задолжени за правата на малцинствата. Представниците на Обединетите нации по платето од Левин заминаа за Солун, а утре одат во Атина. Македонците овде остануваат со надеж дека посетата на странците ќе резултира со пресвртница во односот на меѓународната заедница и на грчките власти кон нивните барања.